Дали сте чуле за собирањето и обработката на смолата од дрвјата, наречено смоларење? Смоларењето во Македонија е карактеристично за Требовле, каде жителите работеле во фабриката за терпентин и калофон Капина, сега сместена во местноста на атарот на Јасен. Смолата се исцедувала од стеблата на црниот бор на тој начин што се правел засек наречен жива рана. Со специјален алат потоа се лупела кората на површината се до белата дрвна маса. Потоа со смоларска секира во облик на кука попречно се правел прорез до сршта на стеблото во форма на кружна полумесечина, па се ставало парче лим во форма на чешмиче, а под него клинец на кој се прицврстувал печено земјено лонче во кое се собирала смолата. За да се наполни еден сат со смола од 250 грама, биле потребни дури 15 на дена. Потоа со посебна лажица смолата се собирала во канти, кои потоа се товареле на коњи и се носеле на преработка во фабриката. Се смоларело од март до октомври. Од смолата се произведувала карактеристична течност наречена нефт, која се употребувала и како народен лек за лекување на ревматски заболувања, рани и други повреди. Од остатоците на боровите дрвја се произведувал катран, кој што исто така, според народното верување, имал лековити својства. Дали знаете дека на 10 декември 1979 година на скопјанката Гонџе Бојаџи, односно мајка Тереза, и беше доделена Нобеловата награда за мир во Осло, во Норвешка. Во незиниот говор тогаш таа изјави: "Благодарна сум и многу среќна што ја добивам оваа награда во името на гладните, голите, бездомните, хендикепираните, слепите и болните од лепра. Во името на сите оние кои се чувствуваат непосакувани, нељубени, незгрижени и стуркани од нашето општество. Ја прифаќам оваа награда во нивно име и сигурна сум дека оваа љубов ќе донесе љубов која е полна со разбирање меѓу богатите и сиромашните", изјави мајка Тереза во Осло 1979 година.